Следната задача е напиши програма која внесува 8 броја во низа и ги печати сите елементи, ја пресметува сумата на елементите на парни позиции, проверува дали постои број поголем од 100 во низата. Да декларираме низа од 8 елементи, int a од 8, да ги прочитаме елементите. Овде ќе ставаме едно и, да напишеме коментар. Читање или внесување на елементите од низата. Имаме for и еднакво на 0 и помало од 8 и плюс. Отвораме блок од наредби, печатиме cout a од и еднакво цин ауди. Со ова се прочитани елементите од низата. Понатаму во задачата се бара да ги отпечатиме сите елементи. Ќе ги отпечатиме во еден ред со по едно празно место. Пишувам коментар. Печатење на елементите од низата. Можам да го ископирам овај for циклуса, да не пишувам пак. Да го донесам овде. Сега само ми треба вака. Ова го бришам. Cout ауди и во продолжение едно празно место. Со ова се отпечатени елементите на низата. Понатаму во задачата се бара да ја пресметаме сумата на елементи на парни позиции. Додавам уште една променлива за сумата. Ака прво ќе ставам коментар. Сума на елементите на парни позиции. Овде ќе декларирам променлива S и ќе ја инициализирам на 0. Променливите гледате дека не мора горе да ги декларирате, туку мора да се декларирани пред првата употреба. Значи може било каде во програмата, но пред да ги употребите првпат. За да ја пресметаме сумата, пак ќе го ископирам овај for циклус одгоре и ќе ставам овде само S плюс еднакво, односно не требаше да се напари само од тие напарни позиции, мора да испитам дали и е парен број и процент А еднакво на 0, и ако е одговорот да, тогаш да го додадам елементот ауди во низата. Вака. И уште ни остана. Можам овде и да отпечатам сумата пред да продолжам. Cout. Ќе ставам овде end line, заради горе што завршивме со празно место, кај што ја печатиме, кај што ги печатиме елементите во низа, за да оди еден ред подолу и овде да ми се отпечати сумата на елементите на парни позиции изнесува. Во продолжение да отпечатам сумата
end line, затоа што ќе продолжам со печатење. И уште во задачата се бара да провериме дали постои број поголем од 100. Коментар: дали постои број поголем од 100. За ова да го испитам, ми треба една булеан променлива, бул знаме, која што ќе биде false на почетокот. На 0 ја иницијализирам и проверувам дали во низата има број поголем од 100. Ќе земам пак еден for циклус одгоре за да не пишувам нов. Овде сега. If a од i е поголемо од 100, отвораме блокот наредби и тука можеме веднаш да отпечатиме дека сме нашли таков број и да завршиме со пребарување. Значи вака имаме знамето, ќе го направиме true, затоа што најдовме таков број. И еве ќе ставиме прекин овде, а печатењето ќе го направиме надвор од овој блок. Штом најдиме број, не мора да продолжуваме со проверување. Доволно е, прашањето е дали постои број. Не ни е важно колку броја постојат, тука ако најдиме еден, веднаш прекинуваме со пребарување. Сега, и знаме, ако е знамето true, тогаш треба да отпечатиме дека постои таков број. Во низата постои број поголем од 100. Во спротивно, else, да отпечатиме порака дека таков број не постои. Во низата не постои број поголем од 100. Да ја тестираме програмата. Ги внесуваме елементите на низата. 1, 2, еве 100 да ставиме овде, минус 2, 5, минус 25 нека е 5, минус 10, 1000 и 8. Еве се отпечатија во еден ред. Сумата на елементите на парни позиции е пресметана. Во низата постои број поголем од 100. Да ја истестираме уште еднаш. Еве ќе ставиме единици на парните позиции, за да можеме лесно да провериме дали е точно. Треба да добиеме дека сумата е 4, ако точно ни работи програмата. Сега нема да ставам број поголем од 100, за да видиме дали во овој случај само ставив 34 погрешка, значи сега ќе треба да ни е 34, 35, 36, 37. Ќе треба да ни е сумата и да ни јави порака дека нема таков број. Еве. Ни ги отпечати во низа елементите. Сума на елементи на парни позиции е 37. Еве имаме 34, 3 единици. И во низата не постои број поголем од 100. Задачата работи за сите случаи и е решена.